Во Библијата има доста познати настани во кои што Бог се откривал на својот народ или на поединци од својот народ. И некои од тие настани или некои од тие места на кои што Бог се откривал се на некој начин необични. Пример, ќе се сетите дека Божјото откровение во животот на Даниел покрај другото било во таа јама каде што имало лавови. И јама полна со лавови не е место каде што очекувате дека Бог ќе се... Обично ние очекуваме дека Бог ќе се открие, не знам, во храм, во црква, така натаму. Ама Бог во тоа време на Даниел му се открил во јама полна со лавови. Давид и Голијат. Не е Божјата објава, не е објавата на неговата сила повторно во храм, туку е на долина. Израелците со Црвеното море. Пред себе имаат Црвено море, позади себе имаат египетска војска. Бог се открива во пустината. Тогаш кога се притиснати од две страни, тогаш на некој начин Бог им се открил. Им открил неговата сила и неговата слава. И кога ќе земеме да читаме Библијата, ќе видиме дека не само овие, туку има и многу други примери каде што Бог му се објавува на својот народ на некој начин на необични места, во необични околности и некој пати дури на необични начини. И предпоставам секој еден од вас може да го посведочи тоа. Сад да кажете дека тогаш кога ми беше најтешко, тогаш Бог ја покажа неговата сила во мојот живот. Тогаш кога бев притиснат, тогаш Бог ја покажа неговата сила во мојот живот. Ама денеска нема да зборуваме за тоа како Бог се објавува кога сме притиснати или кога сме во такви некои ситуации, ама ќе зборуваме за тоа како Бог некој пат знае на необичен начин, на некој несекојдневен начин да ни открива духовни вистини. И според мене, кога ќе земам да читам Библијата, еден од најнеобичните начини на кои што Бог му се открил на еден конкретно еден поединец во Стариот Завет е... Вие што сте читале Библијата, цела Библија, ќе се сетите на Езекијел 37 глава, на онаа долина со суви коски. Кога ќе земеме да го читаме Стариот Завет, особено ќе видиме дека имало доста такви виденија и духовни искуства кај што Бог им откривал одредени вистини на неговите слуги. И Езекијел 37 глава е едно од тие места каде што Бог му се открива на пророкот на еден несекојдневен начин, на еден необичен начин. И мислам дека имало две причини зошто Бог му се открил на Езекијел на овој начин. Има долина со суви коски, и тоа ќе очитаме сега наскоро. Има една долина со суви коски која што Бог му покажува на Езекијел во видение. Има две причини зашто му покажува. Првата причина е за да му каже каква е духовната состојба на Израел. Преку тоа видение Бог му вика на Езекијел: еве каков Израел во моментот. Ја гледаш оваа долина на суви коски, на што те потсеќа? На смрт. Израелскиот народ е духовно мртов народ. Има многу аспекти од нивниот секојдневен живот, има многу аспекти од нивното општество кои што се мртвило и ништо повеќе. Ама втората причина зошто Бог му го дава ова видение на Езекијел е затоа што сака да му каже: јас нема да го оставам мојот народ да биде во таа состојба. Јас ќе реагирам. Јас ќе го сменам мојот народ. Тешко е, за никаде се моментално, ама јас ќе реагирам и јас ќе направам промена. Ќе донесам живот кај нив. И денеска, кога зборуваме за суви коски, кога размислуваме за суви коски, предпоставам ќе се согласите со мене, може нема согласите, ама сувите коски се реалност за секој еден од нас во животот. Секој еден од нас можеби ќе може да погледне и да даде на искрена диагноза со помош на Светиот Дух во личниот живот, во животот на нашите семејства и уште што е најважно мислам за денешната порака во животот на нашата црковна заедница и да речеме: има суви коски. Тешко ни е да го признаеме тоа, ама има суви коски. Сувите, мислам, кога зборуваме за коски, коските не потсеќаат, нели, кога ќе гледаме гола коска, не потсеќа на смрт. Смртта е последица на гревот. И кога зборуваме денеска за суви коски, зборуваме за последица од гревот. Зборуваме за тоа дека одредени области во нашите животи, лично, во семејствата и во црквата, се под влијание на гревот и се под влијание на последиците од гревот. Арно ама, како и во Стариот Завет, така и денеска, како што Бог му открил на Езекијел, му рекол: еве каков е мојот народ, ама еве што ќе направам со него.
Така верувам дека и денеска Бог преку овој текст ни вика, да, може би, не може би, да, имате суви коски во вашиот живот, ама јас можам тие суви коски да ги променам. Јас можам тие суви коски да ги оживам. И ајде сега да го прочитаме текстот. Некои од вас го знаете, некои од вас можеби не го знаете, ама чисто да се подсетиме за што станува збор. Езекијел 37 глава, од 1 до 14 стих. Вика, и се спушти раката Господова врз мене, и Господ ме изведе преку духот, ме постави среде полето, а тоа беше полно со коски. И ме проведе околу нив, и таму имаше многу коски во полето, и тие беа наполно суви. И ми рече, сине човечки, ќе оживеат ли овие коски? И реков, Господе Боже, ти го знаеш тоа. Па ми рече, изречи пророштво за тие коски и кажи им, коски суви, чујте го словото Господово. Така им вели Господ Бог на овие коски. Еве, јас ќе внесам во вас дух и вие ќе оживеете. Ќе ви дадам жили, ќе направам на вас да израсне месо, ќе ве покријам со кожа и ќе вдахнам во вас дух. Па ќе оживеете и ќе познаете дека јас сум Господ. Јас го изреков ова пророштво, како што ми беше заповедено. И кога пророкував, се чу шум, и ете, движење, па почнаа коските да се зближуваат, секоја коска до својата коска. И видов, ете, имаше жили на нив, и месо израсна, кожа ги покри од озгора, но дух немаше во нив. Тогаш тој ми рече, изречи пророштво за духот, изречи пророштво, сине човечки, и кажи му на духот, вака вели Господ Бог, дојди од четирите страни, од четирите ветра духов, и дувни врз овие убиени и тие ќе оживеат. И јас го изреков ова пророштво, како што ми заповеда тој, и влезе во нив дух и тие оживеа и се исправија на нозите своји многоброен народ. Тогаш тој ми рече, сине човечки, овие коски се сиот домот Израелов. Ете, тие велат, се исушија нашите коски и загина нашата надеж. Ние сме истргнати од коренот. Затоа изречи пророштво и кажи им, вака вели Господ Бог, јас ќе ги отворам гробовите ваши и ќе ве изведам, народе мој, од гробовите ваши и ќе ве воведам во земјата Израелска. И ќе познаете дека јас сум Господ. Кога ќе ги отворам гробовите ваши и ќе ве изведам, народе мој, од гробовите ваши. Ќе вдахнам во вас од мојот дух и ќе оживеете, ќе ве наслам во вашата земја, па ќе познаете дека јас, Господ, го реков тоа и го извршив, вели Господ. Сте го читали некој пат овој текст? Познат ви е на некој од вас. Текстот, мислам, ова видение му е покажано на пророкот Езекијел, кој што најверојатно бил свештеник и бил сведок на сите оние, ако може да кажеме, злосторства кои што биле извршени против израелскиот народ. Нели, дошле околни народи, ги освоиле, ги одвеле во робство и така натаму. И додека биле во робство, израелците се викале, нема надеж за нас. Тоа е тоа. Тешка е ситуацијава. 11 стих вика, израелците за себе велат, нашите коски се исушија, загина нашата надеж, ние сме истргнати од коренот. Со други зборови, готово, ние сме безнадежен случај. И на Езекијел му било тешко, кога он и претходно пророкувал, израелците не го слушале. И кога израелците биле одведени во робство, повторно му било тешко. Не било као, така ви е сега, јас ви кажав, не ме слушавте, ако ви е сега, што ве носат во робство. Пророкот секој пат чувствува тежина за тоа што народот не е послушен, дури и тогаш кога народот ја добива заслужената казна за своите гревови. И долги години Езекијел пророкувал и се молил веројатно за народот, и народот не бил послушен, и на некој начин биле како оваа долина на суви коски. И Бог му на некој начин преку ова видение, Бог му кажува, еве какви се, ама еве што е тоа што ќе го направам јас со нив. И виденијата во Стариот Завет, особено се застапени во Стариот Завет, тие виденија, се на некој начин како духовни искуства, значи не се случило буквално вистина дека стварно била некоја долина. Ова е духовно искуство, кај што виденијата во Стариот Завет се духовни искуства, кај што Бог на своите слуги им покажува одредена слика, случка или настан. И преку таа слика, случка или настан, Бог им објаснува одредена духовна вистина на пророците, најчесто. И поентата на таа духовна вистина е пророците да сватат, да имаат увид на некој начин што се случува во духовниот свет и тоа да ги поттикне во службата, ама исто така, таа вистина која што не учеле преку тоа видение да може да ја пренесат на народот. Затоа Бог му вика на Езекијел, му го кажува му го покажува, му го дава ова искуство, ова видение и после тоа вика кажи му на народот.
Еве какви сте, ама јас ќе ви изведам од робство. Јас ќе ви изведам од гробовите ваши, јас ќе ви оживам понатаму. И ова е многу добар пример за тоа дека секој пат кога Бог ни дава некој одредено откровение, кога ни дава некоја вистина, кога спознаваме некоја вистина читајќи го Божјиот збор, многу е важно да не ја чуваме таа за себе. Ако читаш нешто и речеш леле ова колку ме охрабри, сподели го со некој. Можеби некој друг, тој што ќе го слушне, исто така ќе биде охрабрен од тоа што Бог ти го покажал тебе преку словото. И Езекиел имал неколку виденија, ама најпознато му е, можеби најпознато видение во Стариот Завет е ова, долината на сувите коски. Бог му вика на Езекиел, еве го израелскиот народ. Да, ти гледаш луѓе кои што јадат, пијат, работат, се смеат и така натаму, ама тоа се суви коски. Истото може да се каже и за луѓето во светот, истото некој пат може да се каже за луѓето дури во црквата. Да, они доаѓаат и слават, и пеат, и слушаат проповед, и се дружат така натаму, ама во нив има суви коски. И ова повторно не е проповед кај што сега, како не ти е срам што има суви коски во животот, туку ова е, Бог има нешто многу повеќе за тебе и за мене од тие суви коски кои што се дел од нас, кои што се дел од нашите семејства, па дури дел од нашата црква. И на некој начин израелците ги трпеле последиците од своите гревови. И секој пат кога имаме суви коски во животот, тие се места каде што гревот допрел, а каде што Божјата рака не допрела. Ама нема место каде што може да допре гревот, а не може да допре Божјата рака, ако му дозволиме на Бог. И затоа сувите коски, смртта е гревот е на смрт, и смртта е на последици од гревот. И овој текст ни вика, да, Бог ќе дозволи да се соочуваме со последиците од нашите гревови. Не вечни последици. За оние што се во Христос, за оние кои што поверувале во смрт и воскресението на Господ Исус Христос, нема осуда, вели апостолот Павле. Фала на Бог за тоа. Ама привремени последици од твојот, од мојот грев. И те како ќе имаме? И тие привремени последици може да ги опишеме со зборовите суви коски. Интересното е тоа што кога Бог сакал да му објасни на Езекиел каква е состојбата на Израел, тој не искористил човечки лешови. Знаете, леш е човечко мртво тело, ама ако ќе го види, знаеш дека не е долго време мртво. Мртво е, очигледно е, леше, ама ќе речеш можеби неколку сати, неколку денови, неколку недели. Напротив, он искористил мртви коски, што укажал на тоа дека израелците до подолг период биле во таа состојба. Кога ќе видиш коска, не си викаш ова коска е, особено ако седи така на лива, дали што, не ќе речеш ова е некој вчера што починал. Ова е некој кој што починал пред доста долго време. Поинтата е, израелците се доста долго време мртви. Ама покрај сето тоа, Бог го прашува пророкот. Дали може да оживеат? Дали овие коски, кои што се суви, кои што се мртви, кои што се дел од тела, кои што се мртви долго време, дали има шанса за нив? Може ли да се променат? Може ли да дојде живот во нив? И како што Бог го одвел во видение Езекиел во оваа долина со суви коски и го прашал можат ли овие суви коски да оживеат, може ли да има промена кај нив, јас верувам дека преку овој текст се разбира, најпрво ова значење е за Израел во тоа време, тогаш и таму. Ама можеме ние верувам дека преку овој текст Бог денеска на некој начин не носи пред нашите суви коски кои што ги имаме лично во семејството и пак ќе речам особено во црквата, и Бог не прашува може ли да оживеат овие работи. Некој пат, вие кои што се подолго време во црквата, знаете дека имало многу подобри времиња за оваа црква од тие што се сега. Кај што имало повеќе активности, повеќе заедништво и така натаму, повеќе служби и сето тоа. И некој пат знаат луѓето со носталгија да гледат на тие работи и убаво да се потсетуваме на тие работи, ама покрај другото верувам дека Бог не прашува може ли тоа да се случи повторно? Може ли тоа што сега е моментално коска, сува коска, а порано било нешто живо, може ли повторно да оживее? Некој пат некој ќе погледне во својот живот и ќе рече Господе, ова и ова е како суви коски во мојот живот.
И Божето прашање е, окей, тоа е последица на гревот, ама веруваш ли дека јас можам да го променам тоа? Сувите коски се оние аспекти од нашиот живот кои што не му се предадени на Бог. Не е дека Бог не може да ги смени. Не е дека Бог не може да допре таму. Туку едноставно ние не му дозволуваме на Бог да допреме таму. Ама овој текст ни кажува дека ако му дозволиме на Бог да допре, тој може да го промени тоа. И сувите коски може да бидат многу нешта денеска за нас. За некој од вас може би ќе рече, животот моментално ми е како суви коски. Духовно не се чувствувам жив. Да, доаѓам во црква, да, читам Библија, да, славам, да, и така натаму, пеам кога другите пеат, ама фали нешто. Некој може да рече, бракот ми е како суви коски. Некој може да рече, семејството ми е тако. Некои аспекти од црквата може да бидат така. Некој пат радоста ни е како суви коски. Да, порано била жива, ја имала, сме се радувале порано. Ама сега некако и кога читаме, и кога славиме, и кога не избора за Господ, некако не е тоа. Некој пат љубовта кон другите не е како суви коски. Порано имало. Порано сме сакале да помогнеме, порано сме сакале да сведочиме, ама сега го нема тоа. Така, сува се лежи и си викаш, порано тие суви коски беа тела, беа живи, ама сега веќе го нема. И овој текст го поставува прашањето, дали тоа може повторно да оживее? И одговорот на пророкот Езекиел е, Господе, ти знаеш. На некој начин како политички одговор дае. Не е ни да, не е ни не, некој начин, Господе, ти знаеш. Ама пред да го осудиме Езекиел како неверник, наместо кажи да, Господе, ти може се да направиш, мора да сватиме позадината, а тоа е дека он со години пророкувал, со години се молел, со години се застапувал за овој народ и немало никаква промена. И вие многу, секој од вас добро знае, јас знам барем ајде, може и претпоставаме секој од вас, кога со години се моли за нешто да се смени и нема никаква промена, и после некој време не фаќа некој цинизам и си викаме, може ќе се смени, може би не може да се смени. Не е дека Езекиел бил неверник, туку едноставно долги години гледал дека нема никаков плод од неговата служба и затоа не вика, Господе, нема шанси овие да се сменат. На некој начин ти знаеш, ако ти кажеш дека може да се сменат, може да се сменат. Можат ли сувите коски да оживеат? И тоа е прашањето кое што верувам дека Бог нас ни го поставува денеска. Може ли тоа што е мртво во твојот живот да оживее? Може ли тоа што е мртво во твојата зеница во оваа зеница да оживее? Може ли црквата да оживее? Речеш, ама жива и гледа се собираме. Може ли да има поише живот во неа? Може ли црквата да биде нешто повеќе од тоа што моментално е? Може ли тие работи или тие служби или тие аспекти на црквата кои што секој еден од нас ги приметува и си вика, камо да беше подобро, дали може тие работи се променат? И ние денеска може би имаме малце, сме по-духовни од пророкот Езекиел и ќе речеме да, можат. Ама има начини како Бог ги менува тие работи. Нема тие промената во црквата, промената и во нашите животи, промената во нашите семејства, промената во црквата, животот во црквата, нема да дојде сам по себе. Тоа може да бидеме сигурни. Нема да си, ако продолжат нештата такви какви што се, нема да дојде тоа. Сувите коски ќе си останат суви коски и така ќе биде. Ама многу важно, пред да збориме за тоа како Бог носи промена помеѓу неговиот народ, како Бог ги оживува тие суви коски, многу е важно најпрво кога доаѓаме кај Бог да признаеме дека има суви коски. Тоа е важно, бидејќи 11 стих вика ете тие велат за израелците, се исушија нашите коски и загина нашата надеж. Ние сме истргнати од коренот. Зошто Бог реагирал и зошто Бог најавил дека ќе реагира помеѓу израелците? Затоа што израелците рекле, ние вака веќе не можеме. Ние сме безнадежни случаеви. И јас искрено се сомневам дека Бог ќе почне да действува во нашите животи се додека не дојдеме со ваков став пред Него. Се додека доаѓаме кај Бог со ставот, слава на Господ, супер ми е, супер ти е, окей, терај се ако ти е супер. Ама кога дојдеме кај Бог ќе речеме, Господе, има суви коски во мојот живот. Тој аспект од мојот живот се, како суви коски се. Нема живота. Нема.
или во нашето семејство, или во нашето духовно семејство овдека. И тогаш веќе му викаме на Бог, Боже, ние не знаеме веќе понатаму како. Ама ти знаеш. Затоа Бог реагирал, бидејќи израелците колку и на некој начин признале дека има духовна беда. Блажени се бедните по дух, вели Евангелието. Зошто? Тоа што Бог нема да ги остави тек така. Затоа што Бог нив ќе ги утеши, затоа што Бог нив ќе ги потврди, затоа што Бог нив ќе ги подигне. И токму тоа го гледаме во овој стихови како најава, што вели Бог, што ќе направи. Ама има два чекори кои што Бог ја носи неговата промена. Христијанството не е вера која што живееме во своји сили. Сувите коски сами не можат да воскреснат. Потребно е од страна некој да влие. Потребно е Бог да ги подигне. И затоа Бог му рекол на Езекиел, пророкувај. Пророкувај и кажи на овие коски дека ќе има живот во нив, кажи на овие коски дека жили ќе ги овијат, дека месо ќе има нив, дека кожа ќе има нив. И Езекиел го направил тоа. Пророкувал и гледаме дека вика имаше жили на нив, имаше кожа на нив, месо и потоа имаше кожа. Ама 8 стих вика, но дух немаше во нив. Живот немаше во нив. Ама првиот чекор до промената, која што Бог секој пат ја носи во нашите животи, е Божјиот збор. Бидејќи пророштвото на Езекиел е слика на Божјиот збор. Бидејќи Езекиел вика, и јас го изреков ова пророштво како што ми беше заповедено. Со други збори Езекиел вика, тоа што Бог ми го даде мене, тоа јас го дадов на нив. Божјиот збор им го пренесов на нив. И тогаш веќе почнало некое придвижување. Вика коска, со коска се зближија, имаше жили на нив, имаше месо на нив и на крај имаше кожа на нив. Првиот чекор кон промената која што Бог ја носи во твојот живот, во мојот живот, во нашите семејства, дај Боже, во нашето духовно семејство, дај Боже, тоа да се случи. Е ова. Божјиот збор. Бидејќи пророштвото на Езекиел е рефлексија на Божјиот збор. Бидејќи вика тоа што ми го кажа Бог, тоа и јас им го кажав на коските. И тие вика почнаа малце по малце се придвижуваат. Имаше некакво движење. И затоа секоја недела имаме проповед, затоа кога зборуваме за духовен рад, затоа кога зборуваме за духовна зрелост, зборуваме за читање, за проучување, за пребивање во Божјиот збор. Бидејќи ова тука ни кажува што е тоа што Бог го очекува од нас, што е тоа што Бог го има за нас и што е тоа што Бог ќе го направи за нас. И некогаш причината зошто некои суви коски во нашите животи остануваат суви и никој пат не стануваат вака, значи скелети кои што се овиени со жили, со месо и со кожа, е затоа што не сакаме да ги починиме своите животи на оваа книга. Затоа што оваа книга некој пат и не ни е толку многу позната. Знаеме што викаат политичарите на интернет, знаеме што викаат новинарите, запознаени сме со сите нови вести за тоа што се случува во светот, ама слабо ни иде со запознавањето на тоа што го пише во Божјиот збор. Повеќе време поминуваме читајќи вести, отколку што читаме Библијата. И сакаме некои суви коски во нашите животи да воскреснат. Нема да воскреснат. Бидејќи повеќе се храниме од тоа што ни го дава светот, отколку тоа што ни го дава Бог. Ама промената секој пат, кога Бог носи промена помеѓу неговиот народ, таа промена започнува со Божјиот збор. Ама има уште еден многу важен аспект од животот кој што го дава Бог. Односно начинот на кој што Бог дава живот. Бидејќи добро е да го проучуваме Божјиот збор, добро е да медитираме врз него, добро е да пребиваме во Божјиот збор. Ама колку да звучи на прв момент ова богохулно, Божјиот збор не е доволен за да ги смени нашите животи. Сам по себе. Ако само се надеваме дека читањето на оваа книга ќе дојдам и ќе ја читам и самото тоа по автоматизам ќе ми го смени мојот живот, верувам дека секој од нас пробал и видел дека духовниот живот не се случува така. Не се случува само со да читав книгата и тоа е, макар и таа книга да е Библијата. Има еден многу важен, без зборот, без Божјиот збор, не може да искусиме духовна обнова, не може да искусиме духовен живот како што Бог го има замислено за нас. Ама само со зборот па и не е доволно. Овој текст ни кажа дека има еден втор многу важен аспект, а тоа е Светиот Дух. Улогата и дејството на Светиот Дух. Можеме ние колку сакаме да читаме Библија,
Може сабале да станеш у 5 сат и да читаш до вечер до 12 сат ако сакаш Библија. Ништо нема да ти помогне ако Божиот Свет Дух нема простор да работи во нашите животи. Ако Божиот Свет Дух не му речеме душе, Свети Душе, тоа што ти го тоа што јас го прочитав, земи го ти и претвори го во живот. Бидејќи гледате што се случува овдека во видението. Има Езекил, го имаме Езекил кој што пророкува на коските и тие коски вика се приближува една кон друга, имаше жили, месо, кожа на нив и сето тоа, ама што немаше? Немаше живот. И секој пат кога само се наслонуваме на тоа дека јас ке читам и по автоматизам ќе дојде тој духовен живот за кој што читам, ние сме промашиле поентата на Библијата. Сме промашиле поентата на христијанството. Христијанството е еве го ова го читам и Боже ти преку твојот Свет Дух направи го ова да биде вистина во мојот живот. Ако е само јас го читам ова, без помошта на Светиот Дух, да го живеам, ќе биде како да читам книга или учебник по етика, или по религија, или по некоја духовна ситуација. Книга и учебник земаш, ја читаш, ја затвараш и животот ти продолжува исто како претходно. Знаеш поише, ама не си променет. Сувите коски се уште таму. И затоа Светиот Дух е многу важен. Затоа што се дека не се починиме на авторитетот на Божиот Свет Збор и на Божиот Свет Дух, сувите коски ќе останат суви коски. Тоа може да бидете сигурни секој од нас, бидејќи без Божиот Свет Дух, ја би рекол дека Божиот Збор нема сила во нашите животи. Повторно, ќе знаеме, ќе имаме некоја информација, читајќи Библијата, да, ќе дознаеш некои нови информации. Ама потребно е, како што вели Езекил, вика се исправија, има коски, има жили, има месо, има кожа, ама немаше живот. И секој пат и како црква кога се собираме, кога славиме, кога се молиме, кога читаме, кога имаме проповеди, ако не го земеме сето тоа и да речеме Господе, се ова што денеска случуваше, ти искористи го преку твојот Свет Дух за да донесеш промена во моето срце, во моето семејство, во оваа заедница, ние само ќе си имаме духовни активности кои што никаде нема да не водат. И постојано ќе се тапкаме во круг, бидејќи дури и сите наши доктрини и верувања да се вистинити, да се библиски, ако Светиот Дух го нема во тоа, ако не речеме Господе, денес учиме за светост или учиме за праведност или учиме за што и да, или учиме за обновата, и таа обнова не сакам само да читам за ова. Тоа е поента на Библијата, не сакам само да читам за тоа што се случило пред 2000-4000 години. Сакам тоа што се случило тогаш да се случи денеска во мојот живот. Боже, ја читам дека ти си ветил преку пророкот Езекил и во тоа видение дека тоа што е мртво во животот на твојот народ Израел во Стариот Завет, ако се починат на твојот збор, ако се починат на твојот дух, дека тоа ти ќе го живееш. Господе, во мојот живот има многу мртви работи. Те молам, оживеј ги. И Бог вели, окей, супер, ќе го направам тоа, еве ги кои се двата начини. Светото писмо и Светиот Дух. Едното без другото не можат. За жал во некои заедници има многу нагласок на едното, во некои заедници има многу нагласок на другото. Не е поентата, тие не се исклучуваат едно со друго. Некои викаат, ние само го проповедаме Божиот збор и така натаму. И окей е тоа. Ама ако не му дадеме место на Светиот Дух, што? Што е тоа? Ќе излеземе попаметни од оваа просторија? Толку. Некои други викаат, ние само се водиме според Духот како ни збори. И после гледате од такви цркви циркус. Не е црква, циркус е тоа. Божиот Свет Дух и Божиот Свет Збор идат заедно. Моментот кога ќе ги одвоиме едно од друго е моментот кога одиме во една или во друга крајност која што се спротивни од Божјата волја за нашите животи. И тогаш сувите коски ќе си останат суви. И на крај вели Бог дека вика каже му на израелскиот народ, еве јас ќе ги отворам гробовите ваши, ќе ви изведам народе мој од гробовите ваши и ќе ве воведам во земјата израелска. Бог вика, јас ќе ве оживеам. Јас ќе ви дадам живот.
И низ годините имало многу луѓе кои што ќе застанеле врз основа на овој текст и ќе речат ќе дојде духовно пробудување во Македонија, па ќе се спасат сите, па се што е мртво во Македонија, се што е суви коски ќе се спаси и Македонија ќе му се посвети на Бог. Нема врска. Овој текст нема врска со тоа. Тоа се само лажни ветувања кои што може би звучат леле интересно. Замисли Македонија ќе се спаси. Не. Овој текст не е, ако збориме денеска во нашиот контекст, не е за македонскиот народ. Овој текст верувам дека е за македонската црква. Кога црквата во Македонија, ќе збориме не за црквата во Македонија, многу општето. Кога црквата е евангелска соборна црква. Ајде, малце по-конкретни да бидеме на нашиот контекст. Ќе дојде кај Бог и рече: Господе, не сакаме само да збориме, пошто една лоша ситуација некој пат на која што сите ние паѓаме од време на време во животот, во однос на црквата е што многу збориме за тоа што не чини во црквата и окей, има работи што не чинат во црквата и треба да се искажат тие. Ама не доаѓаме кај Бог и да речеме: Господе, не чини ова, помагај. Суви коски има во оваа област од црквата, во овој аспект од црквата, во оваа служба, во заедништвото ли е, во љубовта ли е, во што и да има суви коски. Подобро е да речеме да ги има и да дојдеме кај Бог и да речеме: суви коски има, Господе. Ти действувај. Отколку не бива нас. Не бива нас, па нема да не биде многу јасно, ќе си останеме такви какви што сме. Ама ако дојдеме кај Бог и речеме: израелците викаат, си суша нашите коски и загине нашата надеж. Па ќе дојдеме кај Бог и речеме: Боже, ние сами не можеме да оживееме оваа црква. Може да планираме, може да се молиме, може да речеме од утре ќе почнеме со тоа, тоа и тоа е се окей. Планирање не се лоши планирањата. Ама да речеме: Господи, ако ти не го даеш животот, овие суви коски, ма какви сакаме планови и стратегии да имаме, нема да оживеат. Колку сакаме да се трудиме, нема да оживеат. Зошто? Бидејќи само Бог може да даде живот. И тоа што овој текст ни го кажува е дека промената не е нешто што е невозможно кога Бог ќе стапи на сцена. Тоа има го нум за твојот живот, тоа има го нум за твоето семејство, тоа има го нум и за црквата на која што припаѓаш, од која што сите заедно припаѓаме. Кога Бог ќе стапи на сцена, тоа што изгледа како мртво долго време, Бог вели: јас можам тоа да го оживеам. И тоа треба да ни даде надеж. Речеме: да, имаме Бог за кој што зборот невозможно не е збор кој што он вели: да, ова за мене е невозможно, за кој што за Бог нема нешто што е невозможно. И тоа ни го кажа овој текст, дека сувите коски може да ја оживеат. Она што е многу важно е дека нема живот кој што Бог не може да го смени. Иако некој пат се молиме за некои луѓе, долго време се молиме за некои луѓе, Господе, дај да се сменат, Господе, дај да се спасат, дај да те спознаат, и нема никаква промена. Ако имаш такви луѓе во твојот живот, јас би ти рекол: продолжи. Продолжи да се молиш. Продолжи да бараш, продолжи да се застапуваш за нив, бидејќи за Бог нема ништо невозможно. Не ти ветувам дека сигурно ќе се спасат. Ама ти ветувам дека никој пат не знаеш што Бог може да направи преку неговиот збор и преку неговиот дух. Нема живот кој што Бог не може да го смени. Нема семејство кој што Бог не може да го смени. Нема црква која што Бог не може да ја смени. Кој што Бог не може да ја оживее. И тоа што претходно било суво, сега да биде полно, и мртво сега да биде полно со живот. И во 1 до 3 стих од ова видение гледаме диагноза за тоа каков бил Израел. А во 4 до 14 стих гледаме за тоа што Бог ќе направи за да го оживее неговиот народ. Знаете што ми се допаѓа кај Бог и фалам на Бог што е таков Бог, е што никој пат не дава диагноза само. Еве кој е твојот проблем и сега ти мислиш што ќе правиш. Секој пат кога Бог вика ова не е во ред во твојот живот, Бог никој пат тоа не го вика само за да не информира. Току секој пат како еден добар доктор ни дава диагноза и ни дава терапија. Терапијата да секоја сува коска во твојот и во мојот живот е починување на авторитетот на Божјиот збор и отвореност за действото на Светиот Дух. И како што Бог му најавил на Езекијел: еве што ќе се случи со мојот народ во иднина. Еве како ќе го променам мојот народ во иднина. Еве што ќе направам помеѓу нив преку мојот збор и преку мојот дух. Дај Боже,
Нека даде Бог по неговата милост за една недела, за еден месец, за 2, за 3, за не знам колку месеци понатаму, да може во оваа заедница да слушаме сведоштва. Да можеме во оваа заедница да може некој да се исправи да рече, може да споделам нешто, може. Во овој и овој аспект од мојот живот имав суви коски. И му реков на свето, интересната работа во однос на духот кој што доаѓа да действува помеѓу овие коски, нели вика, им пророкуваше, тие се споја, имаше жили, месо, имаше кожа на нив и после тоа вика, ама немаше живот во нив. Кога му пророкуваше на духот, кога духот дојде, вика, духот дојде од 4 ветра. И тоа слика за 4 страни, 4 страни на светот. Може така со символика да го видиме тоа. Со други збори, кога дојде Светиот Дух помеѓу тие коски, действуваше од секој можен аспект. И кога ќе му се отвориме на Светиот Дух, Боже, дојди ти од сите 4 ветра, дојди ти од сите 4 страни, односно, Боже, дојди во секој аспект од мојот живот преку Твојот Дух. Нема нешто што не ти го предавам веќе. Порок ли е, греф ли е, навика ли е, нарушен однос ли е, што и да е, се ти предавам тебе. Прави ти што ќе правиш, ама вака веќе не може. Кога Светиот Дух ќе дојде од сите 4 страни, од секој аспект, од секоја страна од нашите животи, нема сува коска која што ќе остане сува. И верувам дека тоа е покрај другото ветувањето на овој текст. И дај Боже да слушаме во иднина, да слушаме сведоштва за имав суви коски, не се веќе суви. Дај Боже оваа заедница која што верувам дека сите си ја сакаме и припаѓаме на неа, да може да речеме да, имаше суви коски, има суви коски, ама да може на крајот годината да седнеме и да разговараме и да речеме фала на Бог има живот. Не сме совршена, никој пат нема да бидеме совршена заедница, ама таму каде што имаше таму каде што трпевме последици од гревот. Таму каде што имаше суви коски, сега фала му на Бог има живот. И многу важно, во овој стихови Бог вели ќе оживеат и ќе спознаат дека јас сум Бог. Таму каде што има суви коски, да даде Бог живот, да ја спознаеме неговата сила. И кога ќе ја спознаеме таа негова сила, верувам дека секој што ја спознал неговата сила на вистински начин, нема да може да молчи за тоа, нема да може да го чува тоа во себе. Туку ќе го каже. И тој живот кој што Бог ќе ни го донесе, ако се подчиниме на неговиот збор, ако се подчиниме на неговиот дух, да биде за слава на Бог, да биде за благослов на неговиот народ, и никој пат да не забораваме, да биде за благослов на луѓето кои што се уште не се дел од неговиот народ. Бидејќи за тоа сме тука, покрај другото. Тоа треба да биде нашата цел, тоа треба да биде нашата мисија.